Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство во кое што ги прикажував книгите на авторката Шефали за родителствувањето. Поточно овде станува збор за еден нов начин на родителствување, наречен свесно родителствување. И во овие видеа ги обработувам темите од книгата на Шефали, наречена Родителска карта, наистина најнова книга. И преку видеата, дојдовме до вториот чекор, последно. И ова видео ќе биде продолжение од вториот чекор. Вториот чекор има наслов наречен "Уништи ги родителските фантазии" или како што вели Шефали, родители, напуштете ги вашите родителски фантазии кога родителствувате со вашите деца. И во ова видео ги прикажува причините зошто ова е нештото кое што таа им го сугерира на родителите со цел да можат свесно да родителствуваат. Оваа книга во суштина е представена низ три поголеми фази и сите три фази се објаснати преку 20 последователни чекори во кои што има навистина многу убави цртажи прекажано од нејзина страна, а исто така и голем број на техники со кои родителите ќе можат да се запознаат низ видеата кои што јас ќе ви ги прикажувам, со цел многу полесно родител да знае, да разбере како свесно да го родителствува своето дете. Сега да продолжиме со вториот чекор, каде што Шефали им објаснува на родителите дека ако ние како родители постојано им ги наметнуваме нашите фантазии, кои што ги остваруваме во нашите глави, нашите деца постојано ќе се чувствуваат погрешни, неразбрани, клаустрофобични и едноставно ќе сакаат да даваат отпор преку една порака која што децата во суштина сакаат во тој момент да им ја прикажат на родителите. И Шефали таа порака ја дава преку следниот начин, вели во тој момент децата сака да ни ја доловат следната порака, а тоа е: родители, еј, ве молам, јас само сакам да го живеам својот живот. Ве молам, извадете ме од вашиот филм. Меѓутоа, за жал, таа што вели, децата не е можно тоа да го направат, затоа што тие уште од најмала возраст нивните улоги ние ги избираме и одбрани се во нивното детство и тие продолжуваат да бидат одигрувани низ целиот тој период низ детството. И таа вели, родители, можеби вие можете да и самите да се присетите како деца на вашата детска фрустрација, кога едноставно и вие пред вас биле фрлени одредени улоги од вашите родители, од вашите авторитети, наставници, од училиштето и така натаму, кои што не сте сакале да ги играте, меѓутоа влогот бил преголем и за да можат да престанете да ги глумите. И таа вели, после тоа кога ние ќе пораснеме, влегуваме во зрелоста, што се случува? Се случува ова глодачко чувство на внатрешна неавтентичност и на изместена стабилност да продолжи кај голем дел од нас. И зошто се јавува ова чувство? Ова чувство се јавува затоа што пред се ние како деца, додека сме растеле, не сме биле видени во нашата суштина, не сме биле видени во нашата природна вредност, за она што навистина сме. И токму поради тоа се јавува тоа чувство кое што постојано кај нас клука еден внатрешен недостаток, клука една внатрешна празнина со која што ние најчесто очајно бараме во нашите животи постојано нешто да надополниме.
со некого да надополниме, со некое достигнување таа празнина да ја надополниме, со некое поседување да го исполниме тој недостоен, тој невроден простор кај нас. Иако, велиме, овај Шефали објаснува дека степенот до кој секој од нас ја доживува таа желба да биде постојано принуден да бара да се исполни таа невредност е различна, затоа што кај секој различно таа празнина, тој внатрешен недостаток се јавува кај некого повеќе, кај некого помалку, зависи од она што тој го доживува како дете. Сепак, за сите нас постои еден заеднички именител. Кој е тој заеднички именител? Тоа всушност представува нашите желби, нашите очајни желби да се потполни таа внатрешна празнина, без разлика колкава е и колку е длабока. И таа вели во родителството подосна ние како родители влегуваме со оваа очајна потреба и сето тоа го проектираме врз нашите деца. И сега нашите деца стануваат нашето последно пристаниште, нашиот последен спас, да можеме ние да се чувствуваме достојни, значи да се чувствуваме значајни, да бидеме важни, да бидеме валидизирани. И таа вели дека ова родители е всушност белегот на несвесното родителствување. Сега, и токму поради тоа таа спомнува дека ние како родители не сме свесни колку овие две нешта се длабоко поврзани, спреплетени во нашата психа. И Шефали, слушајќи илјадници приказни или пак фантазии кои што се одвивале во главите на родителите, таа вели дека сите тие имале, во суштина биле заеднички, значи сите биле исти, вклучувале едно исто, а тоа што било? Копнеш по совршенство. И таа вели не постои родител кој што не копне по совршен живот, да воспитува совршени деца и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што ние надворешното чувство за совршенство го стакаме заради потребата од контрола. Значи, кога работите ќе дојдат на едно предвидливо место, за неа таа го нарекува тоа предвидливо место каде што се исполнуваат нашите очекувања, тогаш ние се чувствуваме многу среќни, затоа што имаме една контрола. А зошто сакаме контрола? Затоа што контролата ни дава едно чувство на удобност, ни дава едно чувство на безбедност, ни овозможува да се, преку таа безбедност, пак ние да се чувствуваме успешни а успешноста нас на крајот не прави достојни. Да се чувствуваме достојни, да се чувствуваме валидизирани. И колку помалку се чувствуваме достојни, толку повеќе ние бараме контрола. Значи се обидуваме да контролираме се околу нас, нашите најблиски. Меѓутоа таа укажува дека најголемата контрола каде можеме да ја оствариме? Оному каде што се најранливи нештата, оному каде што ние можеме најмногу да интервенираме. А каде? Најмногу можеме да добиеме контрола. А тоа, која е таа категорија? Најранлива категорија, најнежна категорија? Тоа се децата. Значи, ние нашите цели кон контрола ги насочуваме спрема децата. Значи, почнуваме уште пред да станеме родители да ги развиваме нашите фантазии за нив. Какви ќе бидат нашите деца? Како ќе изгледаат? Кое име ќе го носат? Потоа, какви ќе бидат нивните манири, какви ќе бидат нивните квалитети, кои ќе бидат нивните соништа, со што ќе се занимаваат, со кого ќе влезат во брак и така натаму. Значи, тогаш и како ние премногу лично преку нашите фантазии влегуваме во однос пред време со нашите деца. Што значи тоа? Сега, тоа значи дека како ние ќе се чувствуваме ќе зависи од тоа
колку нашите деца ќе ги остварат тие наши очекувања, тие наши соништа, тие наши идеи, тие наши визии, тие наши фантазии. И таа вели дека кога нема да се остварат тие фантазии, започнува нашата вознемиреност. Колку повеќе ние сме влезени подлабоко во тие фантазии, повеќе ни се елаборирани, повеќе сме се вложувале околу тоа нешто, секогаш кога нема да се остварат во односот со нашето дете, од страна на нашето дете тие фантазии, тие идеи, нашата вознемиреност ќе биде многу поголема. И таа вели, од самиот момент, значи се среќавала со, доаѓале голем број на родители уште пред да се роди детето и почнувале да ја раскажуваат како ја спремале куќата, колку биле воодушевени од детската соба која што ја спремале, па дури го опремувале целиот двор со играчки, со целокупна елементи од детскиот живот. Така да велите како ние, уште пред да станеме родители, преку нашите идеи, преку нашите фантазии, почнуваме да го учиме и да го развиваме занаетот на контрола спрема нашите деца. И не само тоа, туку подоцна и остануваме да уште повеќе да го негуваме тој занает. Постојано почнуваме, откако ќе се роди детето, да го зиркаме, да произведуваме слики, фантазии во нашиот ум, какви да бидат нашите деца, како да бидат совршени и кога тие ќе бидат мирни, кога ќе бидат послушни, кога ќе бидат согласни. Еве една слика од нејзината книга за тоа нешто. Значи, какви ќе сме ние како родители? Ние сме среќни, ова е срце каде што ја представува фантазијата на родителите. Овде се замислуваме, значи ние кога нашите деца се среќни, дека цело време уствари ќе бидеме родители кои што секогаш ќе не слушаат нашите деца, секогаш ќе бидеме, ќе имаме среќно родителство со нив, ќе бидат мирни, ќе бидат согласни, ќе бидат тивки. Меѓутоа што се случува? Кога ќе почнат да плачат, кога ќе почнат да даваат отпор децата, кога ќе почнат да бидат да покажуваат одредени емоции кои што нас не плашат, значи кои што не можеме да се справиме, тогаш што се случува? Почнуваме да се ежиме, почнуваме да пламнуваме, почнуваме да го гасиме духот на нашето дете. Зошто? Затоа што не сме во состојба, значи не можеме да замислиме дека нешто оди против нашите очекувања. Гледате ова мајка колку е исплашена, колку е во состојба во која што едноставно не може да го поднесе ова нејзино дете, кога, значи не може едноставно да ја замисли оваа реалност, затоа што со својот ум во суштина е во сосема друга состојба. Ова нејзина фантазија потполно се разликува од она што е пред неа и токму поради тоа ова мајка гледаме дека не може да се справи со емоциите на нејзиното дете. И токму поради тоа таа е тажна и едноставно разочарана, она што велиме ние. Значи, спомнато претходно дека толку повеќе ние како родители сме вознемирени кога нашите фантазии не се подутираат со она што се случува во реалноста со нашето дете. Меѓутоа, што вели Шефали? Шефали вели кога навистина ние како родители, ајде уште еднаш да ја покажам сликата, би можеле да сватиме дека овие филмови што си ги имаме во нашите глави, овие фантазии, во суштина, што се? Од каде потекнуваат? Тие потекнуваат од нашиот внатрешен очај.
и те како ние како родители тек тогаш ќе можеме да разбереме колку е важно и битно и битен повикот да се разбудиме како родители, едноставно колку е важно освестувањето на родителот од тој очај. Затоа што родителското его и те како ги манипулира родителите на тој начин што ги овиткува родителските емоции толку цврсто што едноставно родителот губи било каква свесност за она што му се случува во реалноста. Значи родителот целосно е несвесен за она што му се случува во сегашниот момент со своето дете, тој толку е навлезен во она што представува. Значи не може да се одвои од неговата фантазија за она што значи родителствување. И Шефали дава еден совршен пример токму за ова нешто, една приказна која што се случило во суштина во незината пракса. Станува збор за една мајка, Лорен, и за незиниот син Брајан, кој што бил тинејџер. И таа дошла кај неа со една голема жалба за незиниот син. Таа го представила како некомпетентен, како неспособен пред Шефали, затоа што не успел да влезе во кошаркарскиот тим на универзитетот на кој што се запишал, и до толку била разочарана што постојано и повторувала на Шефали: ама Шефали, вие не можете да разберете, јас цело лето го молев својот син да вежба за да остане во форма, меѓутоа тој цело време ме игнорираше, сакаше да си се дружи со пријателите, со другарите, и времето цело лето го трошеше на тоа, и сега се разбира дека не го избра во кошаркарскиот тим, и се плашам дека сега кога нема активности ќе западне во некоја неволја, едноставно не знаеш колку многу сум му лута. И Шефали, заблежувајќи колку мајката толку многу била вознемирена, многу посилно отколку и самиот син, бидејќи се запознала пред тоа со двајцата, и всушност сватила колку лично оваа мајка си го зела неучеството на синот во тимот, и таа вели дека ова секогаш кога ќе се забележи родителот да реагира на некој надворешен тригер со толкав емоционален интензитет, така како што го нарекува акутен емоционален интензитет, особено кога децата се во прашање, тоа значи дека нешто подлабоко се случува со самиот родител. Значи во позадина се кријат некои подлабоки чувства кои што треба да им се обрне внимание, меѓутоа за тоа да се случи треба прво храброст од страна на родител, да сака тоа нешто да го направи и да влезе во еден вид на терапија со цел да се откријат тие подлабоки чувства, за да го освести своето родителствување самиот родител. Меѓутоа, во тој момент, гледајќи ја мајката Шефали, како бурно реагирала и се обратила и рекла: Лорен, јас гледам дека забележувам дека твојот гнев доаѓа од едно подлабоко место, гледам како долго време како да ти се собирал тој гнев кај тебе. Може би тој гнев не е само поради твојот син и поради кошарката, меѓутоа може би се работи за некоја твоја фантазија, за неговиот живот. Меѓутоа, Лорен, слушајќи го ова нешто, најнаш се шокирала и бурно изреагирала на Шефали и рекла: што ти значи тоа за некоја моја фантазија? Јас немав никаква фантазија за мојот син да стане кошаркар. Мојот син сам си ја донесе оваа идеја. Тој од секогаш сакаше да стане спортист, само мене ми пречи што тој самиот одлучи да биде губитник во сета оваа работа.
затоа што можеше да биде еден од најдобрите кошаркари, дури да добие стипендија од самиот универзитет, затоа што тој беше неверојатен кошаркар, меѓутоа се изфрли настрана и затоа толку многу му сум лута на својот син. И Шефали одговорила на тоа, да, секогаш ние родителите имаме некои неверојатни начини како да си го оправдаме својот гнев кон децата. И зарем не, и рекла така на Шефали, на мајката, затоа што Шефали рекла, јас истото го правев спрема својата ќерка. Јас бев главна во таа работа. Значи, толку многу образложенија користев, како например, затоа сум загрижена, затоа и ти викам, затоа сум толку вознемирена и лута на тебе. Секогаш тоа и го зборував на мојата ќерка, кога, например, или ќе го загинеше паричникот, или ќе заборавеше јакната на училиште, или ќе ги одовлекуваше домашните задачи да ги напише и така натаму. Зошто? Затоа што ние како родители никогаш не сакаме да погледнеме малку подлабоко во себе, за да можеме да ги видиме кои се вистинските корени за нашиот страв во односот со децата, за нашата паника која што не фаќа со децата. Таа вели на вистина, да, во ред, природно и ние да бидеме и некогаш разочарани од своите деца. Меѓутоа, кога се доаѓа со еден толкав гнев во односот со детето, тогаш се негира нешто кое што на вистина подлабоко постои во односот со твоето дете. И Шефали и самата пишува во книгата, ги прашува родителите што мислите вие, зошто била мајката особено лута со синот, дали затоа што се откажал од својата кошаркарска кариера, дали може би тоа било поради од некоја нејзина собствена визија за неја, во смисла, например, дека сакала да биде славна, очекувала да биде славна мајка на славен кошаркар, или пак станувал збор на некои подлабоки фантазии нејзини, закопани од нејзиното детство, од нејзиното минато, кои што во суштина не се оствариле. И меѓутоа таа вели, за да објаснува во книгата, сето тоа како терапевта не можела да го забележи наеднаш, затоа што навистина било потребно подолго време мајката првенствено да сака да ги отпушти и да ја отфрли таа одбрана која што ја цврсто се држала, заради која што сметала дека само била загрижена едноставно заради тоа што нејзиниот син се откажал од таа негова спортска кариера. Меѓутоа, после неколку сеанси, Шефали повторно и проговорила, ја прашала и рекла, Лорен, навистина ако ти се грижиш за своето дете, знаеш дека постојат милион други начини на кои што можеш да го покажеш тоа. Можеш да бидеш посочувствителна со него, можеш да бидеш поемпатична со него, можеш да бидеш помилостива, ама ти одбираш секогаш да бидеш лута спрема него. Секогаш си груба и лута спрема своето дете. И меѓутоа Шефали не можела да допре до мајката, дури после неколку недели конечно успеала да добие одредено признание од мајката, каде што самата таа и рекла, јас Шефали толку многу се воодушевував од играта на мојот син. Ме правеше толку многу среќна. Тој беше многу добар во кошарката, многу бев горда на него, можев да ја видам целата негова иднина. Таа беше светла и успешна и тоа мене ме правеше едноставно да се чувствувам како успешен родител. И како што Шефали пишува во книгата, тој беше долго очекуваниот момент кој што јас го чекав за Лорен конечно да почне да ги поседува своите чувства и да каже дека била вознемирена поради своите собствени чувства. Значи, конечно, мајката ја признала своја собствената егоцентрична агента
која гласила дека јас сакам моето дете да биде спортист, да биде најдобар спортист, затоа што тоа мене ме прави да се чувствувам дека сум направила добра работа како родител. И понатаму почнала мајката да споделува одредена приказна од нејзиниот живот и на Шефали објаснила како таа како дете, додека била дете, многу сакала да глуми и имало театарски представи во нејзиното училиште и таа учествувала во тие театарски представи, ама сакала да биде најдобрата глумица и да меѓутоа не ја и давале само мали улоги, споредни улоги и кои што не ни сакала многу да ги добро не ги одигрувала и нејзините родители воопшто не ја поддржувале во тоа нешто, ниту пак доаѓале на нејзините представи да ја гледаат и секој ден кога се враќала од училишните представи, од пробите, изборувале, ама тебе не те бива за тоа, немој да не те бива за глумица, нема да успеш во тоа нешто, не си добра, немој да продолжуваш и така натаму, значи секојдневно тоа се и го зборувале родителите и за на крај, значи таа да го закопа својот сон, да се откаже од тоа нешто и да продолжи по она кое што нејзините родители го очекувале, а тоа било да стане фармацевт. Меѓутоа таа никогаш, додека растела, не го заборавила тоа чувство на недостаток, на отфрленост, на неподдршка од страна на своите родители околу нејзиниот сон животен. И во тој момент, како што зборувала наеднаш, увидела Шефали како кај мајката се јавил еден спој на разбирање и на сочувство спрема нејзиното дете, кога наеднаш во еден момент рекла: зарем Шефали, дали мислиш дека јас бев толку многу лута спрема своето дете затоа што ме потсети на моите чувства кога бев јас отфрлена и не можев едноставно да си ги остварам своите соништа. Може би моето дете Шефали не беше толку вознемирено од тоа што самото ја напушти кошарката, ама таа случка поради фактот што мене ме потсети на моето минато како дете, на она што јас не можев да го реализирам, да го остварам во својот живот, да го остварам мојот сон. Може би токму заради тоа бев јас многу повеќе вознемирена. И довели Шефали, бам, сега мајката конечно можеше да забележи, да ги забележи своите собствени рани од нејзиното детство и како тие рани си ги донесла во нејзиното собствено родителствување со своето дете. Значи, мајката без да биде свесна, без каква намера, таа се заплеткала во кошаркарската кариера на својот син и едноставно поради тоа настанало емотивна заплетканост со своето дете, значи конфликтот се развил со своето дете, затоа што мајката многу повеќе се инвестирала емоционално, емотивно со својот син, многу повеќе отколку што значи природно требало да биде. И кога едноставно синот се откажал од кошаркарската кариера, мајката едноставно не можела да се раздели од својата собствена визија, значи за целата таа ситуација и да остане присутна за своето дете, да му биде поддршка во тој момент, да биде сочувствителна на ист начин како што не можеле нејзините родители да бидат спрема неа. Така да таа вели Шефали во својата книга објаснува дека сите ние како родители кога тогаш, порано или подоцна, на некој начин ни се има случајно, низ различни ситуации, не мора истите да бидат,
толку многу ние да се придржуваме, да се прицврстуваме за одредени наши собствени фантазии во односу со нашите деца. И секогаш кога тоа нешто се случува, кога толку цврсто се придржуваме, се држиме за тие наши родителски фантазии, за нашите умствени фантазии, пред нас тие ќе се издигнат толку многу високо, што не фрлаат во топоганот на емотивноста и не прават едноставно неспособни како родители да можеме да бидеме сочувствителни со нив и на начин на кој што им сме потребни во тој момент на децата. И затоа таа вели, само кога ќе станеме свесни за тоа нешто, само кога ќе можеме да го разбереме дека сето тоа потекнува од нашиот внатрешен очај за пополнување на нашите празнини, детски рани, тек тогаш ние ќе можеме да им направиме одлична работа на нашите деца. А која е таа? Едноставно да ги ослободиме нашите деца од вината, од срамот, кој што ја добиваат кога нашите фантазии нема да се остварат од нивна страна. Значи, кога тек тогаш ние ќе можеме нашите деца да ги ослободиме од нашите клаустрофобични фантазии и да им дозволиме да можат тие едноставно да одат во насока, да летаат по небото од бескрајните можности за нивните потенцијални можности, сите кои што си ги поседуваат, за нивните уникатни таленти кои што си ги имаат, да можат да ги развиваат и да си бидат своји собствени носители на својата судбина и едноставно да бидат собственици на нивната автентична судбина. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.